Планински друштва пред една недела информираа дека нивни членови забележале мечка на планината Водно, што отвори дискусија за тоа дали е ова единствен ваков случај на Водно, дали и други луѓе имале такви средби, но и за тоа дали е безбедно за прошетка и кои диви животни живеат на Водно. Екологот Кирил Арсовски Пржо вели да сретнеш диво животно во шума, кое е негово живеалиште, никако не е чудно, затоа што тие таму живеат. Водно како шума е најпосетувано подрачје под заштита и навлегувањето во истата носи можност за средба со диво животно. Планината Водно представува еден планински предел кој е покриен со шума и во оваа скопската страна од Водно, на скопските падини, таму веќе е формиран вистински шумски екосистем и нормално е, очекуваме дека таму ќе живеат различни вид на диви животни, кои на Водно представува свој дом, значи тие таму живеат. Затоа што овој шумски екосистем е антропоген екосистем, формиран е пред околу веќе сега, не знам, 60 години, со пошумање на Водно, и во овој дел на Водно веќе живеат, значи развиени се популација на диви животни, дали се лисици, дали се помали цицачи, зајци, кртови, така натаму. Сега, Водно е подрачје под заштита и меѓу другото е најпосетувано подрачје заштита во Македонија. Можеби тоа е најпосетувано подрачје заштита во целиот регион. Толку многу има посетители во еден шумски екосистем да дојде до така наречена интеракција меѓу човекот и дивиот свет. Тие интеракции понекогаш создаваат конфликт или се нарекуваат конфликтни интеракции меѓу човекот и дивиот свет. Не се некогаш и понекогаш постои можност тие интеракции да завршат со некакви инциденти. Но тоа мора да потенцирам дека во Македонија такви интеракции со инциденти се неверојатно ретки, скоро не постојат. Значи, постојат многу митови, урбани легенди за напади од животни, за отровни змии, мечки, волци, но немаме ние за тоа сериозни историографски докази. Тоа повеќе може да го гледаме како на ниво на мит. Зошто се појавуваат се повеќе животни, диви кози, диви свињи, па дури имаше можеби случаи за појави на мечки кои не се точно научно потврдени на Водно, тоа е еден процес кој постои и ќе се случува се повеќе, а тоа се должи поради една основна причина, а тоа е дека животите ги губат своите живеалишта, своите хабитати, ние како луѓе, како нашата култура, потреба, инфраструктура навлегува во нивните живеалишта, правиме разградување на живеалиштата, одделување и нормално е тие да почнат слободно се движат. Со тоа што ние ги сечеме шумите, ги менуваме екосистемите, во истовремено нив им правиме поедноставни начини на кои тие може да се движат. Значи, нито едно диво животно, толку постои правна асфалтирана патека или пак некоја шума со карпи на неа, секој животот ќе го одбере полесниот, поефикасниот начин да дојде од точка А до точка Б. Така да ние човекот на некој начин не поедноставувач на екосистемите со тоа што ја зголемува фреквенцијата, но нормално со тоа се зголема, може да се сретнат со луѓе, со автомобили, со друга патна инфраструктура и така натаму. Постојат точно пропишани правила за тоа како треба да се однесуваме доколку наидеме на диво животно во шума. И истите треба да ги знае секој човек што оди во планина, вели Кирил Пржо. А најважно е да се користи здрав разум, без желба за експериментирање. Постојат веќе многу добро воспоставени правила, но и препораки за тоа како треба да се однесуваме ние кога ќе се движиме во природа и како треба да се однесуваме кога дојдеме во контакт со било кој член од биолошката разновидност. Значи, првото правило е секогаш треба да се држиме здравиот разум. Значи, ако видиме дека има животни, треба да се тргнеме од патеката. Ако слушнеме или видиме нешто што нас ни предизвикува нелагодност, треба да најдеме алтернативни решенија, патишта или пак да се вратиме кога сме тргнале. Значи, тоа е првиот е тоа да го користиме здравиот разум. Разумот да мислуваме, без некои непотребни желби за авантура, мачуизам и така натаму. Тоа е првата работа. Втората работа е дека ние треба да избегнуваме контакт со било кој од дивите видови. Првата на потреба е сега да ги фотографираме. Не секојаш не може да ги фотографираме. Или пак тоа може да доведе нас до опасност.
или пак да бидеме да ги заловуваме ако спомали животинки и да ги пробаме да ги галиме. Станува збор за диви животни. Телото им може да носат песнило или други заразни болести. Значи секојаш треба да отстапиме просто и на животните и на човекот. Најголем дел од животните, нивната екологија налага на тоа да тие ќе се тргнат од нас пред ние воопшто да претпоставиме дека тие се околу нас. Значи тие животни многу подобро слушаат, многу подобро мирисат од човекот, тие таму живеат, тој нивниот дом подобро го познаваат, но ако и при тоа дојдеме во контакт кој е неизбежен и ние не се чувствуваме во директна опасност, треба понекогаш само да се опуштиме и да бидеме благодарни дека сме успеале да стапиме во контакт близо со некој диво животно, да уживаме во глетката. Че не секој контакт со диво животно представува некој фатален случај. Разбирате, понекогаш е само убава глетка да видиме, црна да видиме елен, па дури да видиме и диви свињи. Мислам, дивата свиња не се буди наутро и река, сега сакам да згазам некој човек. Разбирате, значи нека да гледа на дивиот свет. Треба да тој си живе, исто што не си живеме, си имаат своји цели во денот, да се прехранат, да се размножат така натаму. Водно како заштитено подрачје, но и другите шумски предели из Македонија, каде што живеат диви животни, а се и место за прошетки. Треба да се менаџираат и одржуваат согласно прописите, за да се создадат услови, луѓето кои се движат да бидат безбедни, но и животните да не бидат загрозени во своите природни живеалишта. Сега, за да се реши овој проблем или овие интеракции да се што може по-безбедни, постојат два аспекта. Првиот е многу голем национален аспект, а тоа дека е досаден, дека тоа значи дека треба да се води поголема грижа кон дивите екосистеми, нивна заштита и управување. А пак од друга страна, директно, како што кажав на почетокот, водно представува подрачје под заштита. Управувач на тоа подрачје градот Скопје. Според планот за управување, кој произлегува од стратегијата за заштита и прогласување на водно за подрачје под заштита, предвидува служби и активности и програми годишни кои занимаваат со истражување, заштита и унапредување на биолошката разновидност. Значи, доколку се почитуваат правилата и се работи според планот за управување на водно, треба на водно да има ренџерска служба, вработена биолошка служба, која ќе мониторира дивиот свет, ќе врши контрола на животите, кај се наоѓаат на популациите, навремено ќе алармира, ќе биде тамо како поддршка на граѓаните, каде да треба да се избегнува, да не се пешачи, во кој период од година, така натаму. Значи, се тоа многу лесно може да се реши. Повторно велам, појавата на дивиот свет или на диви животни во урбани средини веќе не е таква реткост во западните европски градови, особено лисици и диви свињи. Или пак, например, ракуни и опосуми во Северна Америка. Тоа се должи бидејќи човекот навлегува во нивните домови во тие екосистеми. Но секогаш постојат методи за митигација, како тие интеракции да останат на безбедно ниво. Значи никој да не биде повреден, ниту човекот да биде повреден, не се толку нападнат физичко тоа животот, туку од паника да падне, да се повреди, ниту пак да се загрозни животните. Прошетките на водно и понатаму се безбедни, а средбите со дивите животни веќе и не се толкава реткост. Па затоа не треба да се крева паника и шират дезинформации. Завршува биологот Кирил Пржо.